оперативно-техничка агенција ќе биде максимално транспарентна во својата работа пред комисиите кои се надлежни да контролираат. Од тој аспект ќе ве молам вас како медиуми да ме разберете дека комуникацијата со медиумите ќе биде сведена на комуникација преку комисиите кои се надлежни да контролираат агенцијата. Една од комисиите, Комисијата за надзор на следење на комуникации, втората комисија е веќе во формирање, тоа е граѓанска комисија, третата комисија е комисија за формирана и од следење од комисија за класифицирани документи, значи и четвртата комисија е комисија за заштита на лични податоци. Овие 4 комисии ќе имаат периодични контроли и јатко контроли во работата на оперативно-техничка агенција. Покрај нив право на контрола врз работата на оперативно-техничка агенција има и јавното обвинителство, Врховниот суд и Народниот правобранител. Сите овие извештаи кои понатаму ќе бидат креирани на база на контролите кои ќе бидат изведени во оперативната техничка агенција ќе бидат едноставно достапни до јавноста. Она што можам како директор да ви кажам на сите вас, на медиумите, на јавноста, е дека во моментов опремата, како што веќе знаете, е пренесена во оперативна техничка агенција, незаконско прислушкување нема. Тоа го гарантирам со целиот интегритет. Просториите, заради краткоста, краткотрајноста на времето, кое ми беше возможно да се ОТА може да профункционира на 1 ноември, по моја одлука единственото место на кое што можевме релативно брзо да ги воспоставиме сите технички услови беше ТК центар на Телеком. Значи, имаме и изнајмамо преку владата простор таму. Тој простор е веќе во крајна фаза на подготовка, за почеток оперативно-техничката агенција ќе биде таму.